Почитувани, во изминатата година покажавме дека успесите се достижни. Се разбира, за нивно постигнување потребни се труд, време и секако финансиски можности за реализација на зацртаните проекти и развојни цели. Постигнатите резултати и успеси се поголеми кога се заслужени и кога се вреднувани од пошироката заедница. За мене како човек, големо значење имаше поддршката што ја добив од локалното население како предизвик и мотивација за реализација на проектите што рековме дека ќе ги исполниме и мерките што ги ветивме дека ќе ги спроведеме. Вербата во развој, сигурна иднина и пристоен живот беа преточени во соодветна изборна програма. Наша желба беше да понудиме програма со која ќе се овозможи општина Валандово да биде пристојно и посокувано место за живење. Нашите проекти беа реални и остварливи во рамките на финансиските можности и ресурсите со кои располага општина Валандово. Денес стојам пред вас во духот на отчетноста и искреноста, елаборирајќи ги постигнатите и резултатите во овој едногодишен период. Со гордост можам да кажам дека завршена е првата фаза од канализациониот систем за отпадни води во населените места Брајковци, Балинци и Марвинци и собирен колектор со прочистителна станица. Прва фаза пред прием во износ од 33 милиони денари, средства обезбедени од владата на Република Македонија. Инфраструктурно уредување на индустријската зона Раброво со доизградба на атмосферска и фекална канализација и тампонирање на сообраќајниците е во завршна фаза во износ од 10 милиона и 500 илјади денара, средства обезбедени од буџетот на општина Валандово. Поставено е улично осветлување по должината на регионалниот пат Р110, село Раброво, село Удово и регионалниот пат Р111, Оранжелии, село Марвинци. Поставени се 170 столбови, 240 канделабри. Вредноста на проектот 7,5 милиони денара, средства обезбедени од буџетот на општина Валандово. Асфалтирани се улици во градот и во населените места, вредноста на проектот 6 милиони денара, средства обезбедени од буџетот на општина Валандово. Асфалтирани се улиците во село Пирава и тоа од населба Бутел до регионалниот пат Р110, вредност на проектот 3 милиони денара, средства обезбедени од буџетот на владата на Република Македонија. Реконструиран е локалниот пат Горна Мала село Јосифово во должина од 2,8 километри, вредност на проектот 300.000 денари, 300.000 евра, средства обезбедени од буџетот на Република Македонија. Во областа на животната средина со проектот Еднакви услуги за сите, набавен е камион за собирање и транспорт на комунален отпад од 10 метри кубни и набавка од 120 поцинкувани контейнери од 1,1 метар кубен, наменети за граѓаните од населените места село Пирава, Јосифово, Удово и трите бојмиски села Брајковци, Балинци и Марвинци, спроведени преку форумски сесии. Вредноста на проектот е 7 милиони денари и 3,5 милиони денари обезбедени од буџетот на општина Валандово и 3,5 милиони денара од Швајцарската агенција за развој CDC. Реализирани се проекти и во противпожарната заштита. Набавка на противпожарно возило во месец мај 2013 година преку донација од операцијата Флоријан од Велика Британија во вредност од 50.000 евра, а учество на општина Валандово од 6.000 евра. Исто така, во тек е реализација и на проектот за изградба на гаражи за возила во противпожарната заштита, со кој располага ТППЕ Валандово. Вредноста на овој проект е 1 милион денара, средства обезбедени од буџетот на општина Валандово. Во образованието и спортот, како еден од приоритетите на општината за развој на младите, се реализирани следните проекти. Проектот Мерки за спроведување на енергетска ефикасност во образованието, ГЕФ проект на Светска банка и владата на Република Македонија. Поставување на термофасади и лед светилки во основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово. Поставување на термофасада во основно општинско училиште Гоце Делчев во село Пирава. Комплетна замена на столаријата со алуминиумска и поставување на лед светилки во гимназијата Гоце Делчев Валандово. Вредноста на проектот е 12 милиони денари,
од кои 6 милиони денари се обезбедени од буџетот на општина Валандово, а 6 милиони денари се обезбедени од владата на Република Македонија. Уредување на училишниот двор во основното училиште Страшо Пинџур во село Јосифово. Вредност на проектот 1,5 милиони денара, средства обезбедени од буџетот на општина Валандово. Изградба на мултифункционално спортско игралиште во основното училиште село Чалакли. Вредност на проектот 4,5 милиони денара, средства обезбедени од владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт. Изградба и асфалтирање на мултифункционално игралиште во село Раброво и село Грчиште, прва фаза. Вредност на проектот 3,5 милиони денара, средства обезбедени од буџетот на општина Валандово. Во областа на културата, само ќе ги напоменам манифестациите со кои општина Валандово традиционално ги поддржува секоја година. Фолкфест Валандово, Валандовска ракијада, Хитбак Шенфест, село Чалакли. Овде не застануваме. Во тек е реализација на следните проекти. Комплетна реконструкција на улично осветлување во општина Валандово, град Валандово и 16 населени места со набавка и поставување на 1200 канделабри, и тоа натриумови светилки од 70 вати, 50 канделабри и натриумови светилки од 100 вати. Вредноста на проектот е 10 милиони 200 илјади денара, средства обезбедени од буџетот на општина Валандово. Вредноста на проектот е 5 милиони 300, средства обезбедени од владата на Република Македонија преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Тоа е изработка на урбанистички планови за населените места Јосифово, Калково и Раброво. Реконструкција на летната фестивалска сцена на Фолкфест Валандово. Вредноста на проектот е 16 милиони денара, средства обезбедени од владата на Република Македонија преку Министерството за култура. Почитувани, цврсто верувам дека со овој начин на работа успеавме и постигнавме видливи резултати. Затоа денес, гледајќи наназад, со задоволство истакнувам дека во нашата општина поставивме нови вредности и стандарди за локален развој. Со мудрост, со честност и со работа, обединети и сплотени, да продолжиме со создавањето на нови дела и вредности за нас и за нашите семејства. Ви благодарам.